Значи, денеска зборуваме за партнерство меѓу 9 општини од Пелагонискиот плански регион. За Битола, Прилеп, Пресен, Крушево, Демирхисар, Новаци, Могила, Долнени и Кривогаштани. За партнерство помеѓу стопанските субјекти, предпријатијата и општинските администрации, одделенијата за локален економски развој. За условите за создавање на јавно-приватни партнерства, за заедничко стекнување и споделување на знаења и вештини, кои ќе доведат до пронаоѓање и искористување на нови фондови за финансирање на заеднички проекти и, што е најважно, до препознавање и развивање на внатрешниот потенцијал кој овој регион, се согласувате, го поседува во изобилство. Што се однесува до Пелагонискиот плански регион, сакам да истакнам дека истиот партиципира со 12,9% во вкупните средства од буџетот наменети за регионален развој. Рангирањето и класификацијата на регионите се врши според степенот на развиеност на регионите, а овој регион е рангиран во среден развиен регион. Во тој правец на Пелагонискиот плански регион во 2009 година му беа доделени средства за финансирање на регионални проекти во висина од 9,5 милиони денари. Додека за 2010 година очекуваме да бидат одобрени средства од околу 15 милиони денари за финансирање на исклучиво регионални проекти и дополнително за финансирање на проекти поднесени од општините, а кои се однесуваат на проекти за инфраструктура и разни студии. Во рамките на Пелагонискиот плански регион, финансиска поддршка добиле и ќе добиват и многу општини кои гравитираат во овој регион, како што се Долнени, Новаци, Прилеп, Кривогаштани и други. Се надеваме дека со реализација на вакви проекти во голема мера ќе придонесеме на зголемување на животниот стандард на населението во овие простори, економски раст и зголемување на инвестициите, со што ќе создадеме предуслови за привлекување на странски инвестиции, подобрување на бизнис климата, развивање на аграрот и на другите области кои се специфични за овој регион. И сосема на крај посакувам во вакви настани да бидеме почесто и вакви проекти да имаме се повеќе. Ви благодарам и посакувам многу успех во остварувањето на вашите цели и политики. Навистина, со правењето на овој проект кој што го зацртавме претходно, тоа беше градиме партнерства. Идејата беше единствена и целта јасна, тоа е економски развој на регионот и мислам дека после реализацијата на овој проект преку центарот, навистина и економските перспективи на регионот ќе станат многу подобри и поголеми во однос на она што се досега. И единствено што можам да кажам е тоа дека после формирањето на Центарот за регионален развој, навистина ние веќе размислуваме колективно како градоначалници, не размислуваме поединечно и себично и единствено напред можеме да одиме заеднички само како регион. Резултат на формирањето на овој центар, на меѓусебната комуникација до сега и на успешната работа на советот на тој центар, во кој сме директно вклучени и инволвирани ние како градоначалници, произлегува голем број проекти. Еден од тие проекти е овој проект кој ќе се реализира, а јас ве убедувам сите дека во иднина ќе реализираме уште голем број заеднички проекти кои ќе ги направиме сите заедно со една единствена цел развој на Пелагонискиот регион и нормално на Република Македонија. Благодарам на вниманието. Како раководител на Центарот кој што е имплементатор на овој проект, посакувам вистинска бура на идеи и жива расправа за сите овие три теми. И навистина не се сомневам дека ќе биде така, бидејќи 9 локални самоуправи имаат големо искуство во реализација на проекти финансирани од странски донатори. Досега се вложуваше во капацитетите во одделенијата за локален економски развој и мислам дека сите заедно, подпомогнати од бизнисмените, кои што најдобро знаат во кој правец треба да се движи економијата, ќе застанеме и на овие три теми ќе донесеме вистински заклучоци за понатаму да знаеме како локална самоуправа и како Центар за регионален развој да ги поддржиме вистинските идеи и да ги претвориме во корисни проекти. Со еден збор ќе градиме партнерства во текот на цела година, за да траат во сите наши наредни години
Ке инвестираме во нашите нови релации, за да прераснат во вистински пријателства. Ке вложуваме во нашите знаења, за да можеме да ги материализираме. Со еден збор, се надевам дека партнерствата ќе бидат и пријателства и сите заедно ќе успееме да го направиме Пелагонискиот регион поубаво место за живење согласно нашата европска визија. Ви благодарам уште еднаш и се благодарувам за присуството. Накратко, значи, зошто МЦМ се погоден или подобен да го прави ова? Ние имаме спроведено, како што гледате, скоро 500 различни обуки за повеќе од 8000 учесници во овие 15 на години на нашето постоење и постојано се надградуваме и самите и овозможуваме на општинските администрации во голем дел од нашата работа да тие ги надградуваат своите капацитети и да бидат способни за пристап до разни фондови. По почетокот ние обезбедувавме такви фондови, но сметаме дека се повеќе самите општини треба да бидат способни да ги наоѓаат, да ги согледуваат тие можности и да ги финансираат своите проекти од други извори. Голем дел од нашите обучувачи и консултанти ќе бидат ангажирани на овој проект. Тоа е втората работа што е битна во и самото име на МЦМС, Македонски центар за меѓународна соработка, го кажува дека гледаме да донесеме знаење од странство, не дека и тука немаме доволно, и самиот МДФ проповеда дека знаењето е во нас, само треба да го споделиме и да излезе на виделина. Самата меѓународна соработка ни возможува да донесеме вакви стручњаци, меѓутоа да го искористиме нивното присуство и за информирање што тука се случува и тие да пренесат во своите средини и земји за можностите и на овој регион вклучително и да донесат и странски инвеститори во следната фаза. Благодарам. Okay, so shall I try to explain how in the Netherlands the municipalities play a role an indirect role in stimulating economic development? I will talk about three topics. The first one is the influence of municipalities on the economic development. Then the dilemmas. There are always problems. There are always competing interests. There's different policies, different ideas, different people, different interests, dilemmas. And I will say something about the public-private partnerships. The first one is on the influence of the municipality on economic development. And there are different, I have to watch, if I'm not going, yes, there are different ways of having that influence on economic development, which you can see over here. Ќе зборуваме за привлекување инвестиции на национално ниво и во Пелагонискиот плански регион во корелација со проектот кој ќе биде имплементиран во следниве 12 месеци. Сега да се осврнеме малку на Пелагонискиот плански регион. Во конотација пак ќе кажам на проектот. Што може да се направи? Треба да во рамките на овој проект, значи ние планираме да ги презентираме предностите на Пелагонискиот плански регион. Многу е јасно, посебно вам, кој во што предничи овој регион, со што може да се повали, какви потенцијали ги има. Јас само ќе издвојам една работа, тоа е екологија, култура и традиција и одржлив туризам. Ние многу често се фокусираме на Битола и Прилеп како урбани центри, како индустријски развиени центри, меѓутоа забраваме дека има прекрасна и нечепната природа на околу, која утреден или на долг рок може да биде многу интересна. Се клиенти. За крај би сакал да споменам дека да ви честитам што поминуваме од општинско на регионално ниво, бидејќи јас како црногорски зет морам да искористам црногорска изрека, оној кој гледа од повисоко, гледа подалеку. И благодарам.